Дрвијата кои останувале зелени во текот на целата година имале посебно значење за народот. Уште од паганските времиња, луѓето за време на ладната зима закачувале гранчиња на нивните врати за да ги заштитат од зли сили. Се верува дека во Германија започнала првата традиција на новогодишни дрвца, онакви како што денес ги знаеме. Уште во 16 век, кога посветените христијани внесувале декоративни дрва во нивните домови. Во 1890 години божикните украси стигнале од Германија и популарноста на божикното дрво се развила на секаде низ Соединетите Американски држави. Во првите години на 20 век, американците ги украсувале дрвата во главно со домашни направени украси, а верските групи продолжиле да користат јаболки, ореви и колачиња од марципан. Подоцна се ставале и пуканки обоени со силни бои измешани со шумски плодови и ореви. Струјата ги довела божикните светилки и овозможила божикните дрва да светат со денови. Со електрификацијата божикните дрва почнале да се појавуваат на секој плаштат низ градовите во Соединетите Американски држави. Во Норвешка, например, каде е познатата Лапонија, кога ќе дојде божикната вечер, дрвото се украсива. Вообичаено тоа го прават родителите скришно за затворената врата, додека децата возбудено чекаат надвор. Многу божикни традиции кои денес се практикуваат низ светот започнале во Германија. Одамна се верува дека Мартин Лутер ја започнал традицијата на поставување елка во домовите. Според една легенда, една доцна вечер Мартин Лутер се враќал дома низ шумата и забележил колку прекрасно звездите светкале низ елките, па решил да ги украси. Годишно во светот се садат по 2000 божикни дрва по хектар, од кои 98% се одгледани во фарми. Во минатото како божикни дрва се користеле цршовото дрво и глогот. Во 1984 година биле запалени светилките на националното божикно дрво на 13 декември при надворешна температура од 21 степен, што е најтопло време во историјата. Најпродавани се шкотскиот бор, да гласувате елка, елката Фрейзер, елката Балзам и белиот бор.